Како што е моментално демолиран станот, овие две мачина интензивно придонесуваат за негово доуништување. Сега ќе се правам дека не ги гледам и ќе снимам да видиме што ќе направат. Кога сакате да влезете, речете мјау. Паметно маче. Буцко. Шо бе? Па! Како ја крива раката кога ќе ме мани. Здраво, здраво, здраво. Стварно не знам што ми е, значи имам некој нападе. Каква тепачка? Не може. Леле. Ова цело време го прат. Ова малото само се чепка. Значи јас сега се разбудам, овие се тепат. Не знам веќе дали играт или стварно е тука тепачката. Како се фрла. Заврши првата рунда. Кај? Фате глушец? Еве го, абе мрда брат тој. Да не ми влези дома. Абе мрда глушец. За дома ќе влези. Кај? Еве го глушец. Леле в патика ќе ми влези. Леле. Абе фати го маца. Абе бега маца. Еве го глушец, иначе дечки мрда. Леле каков е, го фаќа. Си игра за фрканција си прави со него. Леле колку е мал. Кај го виде бе маца? Почна рекреативно глувци да фаќа од разонода, од кеф. Абе, тргни го од мене маца. Леле го фате, кај го носиш маца, кај го носиш. Абе, кај го носиш, абе немој в патик. Браво маца, јас се гордеам со тебе, ти имаш многу невидени таленти и способности. Леле, одвај диши, се плаши. Абе, не го шуткај маца така кај мене. Леле. Абе, тргни го од мене. Го фате со раката го држи. Абе, кај... Не бе за фрак. Еден регуларен ден кај мене. Ова се случува секој ден. Какво е? Леле, какво е? Абе, мацо, немој така наеднаш. Нагли движења да правиш. О мај гад. Леле, како дишиш. Безмилосно го тепа, го брка, го си игра. Абе, мацо. Абе, падна удолу. Толку. Глушецот замина во неповрат. Да не има уште некој тука лево десно, нема. Ова е нешто што се случува цело време. Леле си реков глушеце. Тоа било малото маче. Значи стресој ми прат. Не знам дали ако глушец скокне од 6 спрат на 2 спрат, значи дека ќе преживи или ќе умри, ама глушецот скокна од 6 спрат и падна на 2 некако со ефе падна. Немам појма. Некои способности може и глувците имат. Ме немаше 2 минути дома и малото маче иструка моливи стила се по земја. Иначе утре треба да однесеме мачката конечно да ја стерилизират за да не раѓа појќе, па ќе видиме како ќе испадне тоа. Сабајле утре треба рано да станам и да ја однесеме на стерилизација. Така да мачката ќе биде излишена од сите тие задоволства кои му ги дава природата. Ама доволно ти беше. Јас мислам веќе 3 пати роде, имаш родено мачина појќе од 10. Иначе, глувци лови цело време. Значи, секој ден си се качувам, поскали си се качувам, пред врата глушец не остава. Јас не очекував дека има толку глувци во зградата и општо. Имам видено една во друга гаража кај што излегва глушец, ама тие беа... Не знам која е квалификацијата глушецот да се смета за стаорец. Дали по големината или има некој додатен дел од телото што ги класифицира како стаорци. Не знам, беше многу голем глуш. Не знам што објаснувам. Зошто објаснувам за глувци и стаорци, немам појма.
Да знаете, мачето мало шо ми направи, интернетот сега ми треба поќе од секогаш. И тоа тука цело време си игра и го откача овој кабел. А тој кабел после да се дели на кабел за телевизија и за интернет. И јас се чудам, оти немам интернет. Претходниот ден се случи да немам интернет, по неколку сати дојде. И сега втор пат се случува да немам интернет, се јавувам јас кај тие провајдерите на интернет и му викам јас немам интернет неколку сати. А претходниот ден исто се случи да немам неколку сати интернет, ама дојде. И добро, ајде, ќе ви дојдат луѓе на терен, ќе проверат, не знам шо, не знам како. Му звонам денес пак, до ден денес немам интернет, му викам вака и вака, уште немам интернет, кога ќе дојдат ова она. И дурпрам муавет на телефон. Со тиот поддршка, го гледам вака кабелот откачен. И ми текна шо е работата. И после го поврзав се и дојде интернет. Видете го бе, леле бе, колку е убо, он ти си толку убо. Не, дефинитивно многу те тормозам, не те чепкам поиќе. Бе, миди да ти го значи миди вака глата да му ја фатам да му ја згмечам. Буцко украде чорап и неки да го врати. Кај чорапове? Дај ми го бе. Дај ми го чорапове. Неки да ми ја дај. Ќе ме истепа. Дај ми го чорапове. Абе, дај ми го чорап. Неки да го врати чорапот. Абе, ќе те згмечам. Дај ми го чорап, дај ми го чорап. Со се чорап избега. Дали ќе проба да ја фати сенката? Проба сенката да ја фати. Оти бе Буцко не можеш да ја фатиш. Мачката е на нервна база. И може малото да ја ќе отек во секој момент. Само шо реков. Море колкаво гибало ова малото не е возможно. Денес е денот што го чекаме. Цела деценија, цела деценија. Ајде мацо, денес ќе видиш фреш. И се нацрта и Буцко тука за некоја причина дојде. Да се чепни. Оди и ќе се чепни со некој и ќе бега. Дали си мацата испремна? Кој би знаел дека во овој ранец се крие маче? А, добро се јаве. Во 8 сабајле мачето го транспортираме. Со црна кола не чекаат. Кога киднапираме мачка. Го транспортиравме мачето и стигнавме на локацијата. Се смире. Му требаше малце време да се смири, потоа приме некои инекции за заспивање, мислам, не знам, не се разбирам во тие работи. Како е препарирана. После заспа како препарирано, како што може да видите. Буквално не мрдаше и после отприлика 40 минути заврши операцијата. После беше во тотално без сознание, скоро пред агонија беше буквално. Ама сега си е стабилна, како што си беше порано, дека ќе видите во следните снимки не беше баш во најнормална состојба. Сега си е супер како порано, без неј, си го живее животот максимално. Успешна беше операцијата, мачето е здраво и живо. Купете си Не ми соли памет блуза на ib.mk Instagram профилот. А ние да го видиме сега мачето. Кај е мачето? Шо пре мачето онде? Во зидот гледа, не знам баш дали е добро, ама во зидот гледа. Мац? Малце омалаксано, многу нормално е тоа заради анестезијата и некои таму причини. Не знам шо намерим онде. Не знам зошто е таму. Малце е кошашаво, значи лево-десно шанта. Ќе пробам да го донесам тука и ќе видите како се движи. Не е во издание како што сите ја знаете. Опа! Седи бе маце. Кај си ти? Оп! Еве тука ќе ви покажам ако сакате малце кај што е сино, таму е операцијата. Мислам таму се вршеше операцијата. Ела, ајде, оди онде легни си. Ела тука ајде. Абе чекај мацо. Вака. Сега малце. Оп, полека, оп. Ете, седи си таму. Ќе се стабилизираш, се ќе биде во ред. Малото нешто се вознемире. Не знам шо му е на малото, гледај. Поради некоја причина мачината се плашат од овие. Кој ќе види мачето мало ова, се плаши. Буцко. И бега. Буцко. Зошто бегаш?